Ово последно вклучување на лице место ќе раскажеме една интересна приказна, односно како поминувало порано едно скопско лето. Верувам дека ќе се појави носталгија кај повозрасните генерации од самото ова вклучување, со оглед на тоа дека ќе напоменеме каде се оделе скопјани во самите летни топли денови, односно ќе напоменеме нешто за спортско-рекреативниот центар Сарај, плажите на Вардар, како и езерото Треска. Ова убава приказна ово утро ќе ја слушнеме од мојата денешна гостинка Гордана Јанакиевска. Гордана, добро утро и добро дојдовте повторно во утринската на тел. Добро утро. Многу ми е драго што дојдовме во Сарај, навистина одамна не сум дојдена. Сарај е спортско-рекреативен центар кој 48 година е изграден и до ден денеска обстојува и гледате дека навистина е прекрасен и ладен, што значи дека може да се помине едно убаво попладне, предпладне и да малце заминеме од она горештина која има во Скопје. Интересно е дека Скопје многу повеќе имало можности за рекреација и бањање во изминатите години отколку сега. Сега имаме базен во аеродром, имаме олимписки базен, имаме кај Карпош и тоа е единствените базени кои може да се посетат и да се помине малце време во можност на бањање. Токму во Сарај имало базен кој е изграден 55 година, јас сум се бањала во него покрај реката Вардар. И тука, за жал, ја во жалосна состојба и би ми било жал и да го покажеме, а не да спомнеме. Освен него, тука е Чичино село кој имаше базен, тука е езерото Треска кој имаше базен, плажите поред Вардар, почнувајќи од градски парк па до овдека, навистина биле интересни. Кривината на Треска е место каде што можеше да се бања, езерото Матка е место каде што можеше да се бања, за жал водите на Треска се загадени и бањањето во Треска езерото и Треска и Матка езерото се забранети токму од таа причина. Еве, убаво си напоменавте дека станува збор за еден преубав парк. Ладно е, односно можеме овде да ги поминеме летните денови, се слушаат дури птиците како пеат, што е преубаво, односно еден плюс. Еве, напоменавте дека всушност единствено нешто кое што недостасува е базенот. На некој начин што бил многу користен од скопјаните и вие сте оделе таму како што кажавте. Што друго е изменато? Од која година беше изграден, 58-ма напоменавте, 55-та, до сега што е изменато, што недостасува на овој спортски центар? Па имаше тука неколку игралишта кои исто е, бидејќи е спортски центар, навистина имаше места доста за спорт. Колку знам, сега откарши се 3 игралишта кои се сега обновени. Во најава е дека и базенот ќе се обнови, сега кога и како, дај Боже да тоа биде што побрзо. Меѓутоа, она што навистина е интересно или може би е за почит, дека паркот е сочуван онаков како што бил, со годините само се разубавувал, температурата е неколку степени по ладно него во центарот и е навистина пријатно. Во моје време се сеќавам дека се доаѓало на одмор, едноставно со понесена храна, едно хебенце под сенка и убав помина ден кој ти кажува дека забораваш на оние топли и врели скопски денови. Па тоа верувам е разликата од тоа време и денешно. Еве, ако земеме сега како скопјани го поминуваат летниот период, тоа се со социјални мрежи, мобилни телефони, некои фенсијата, така да се изразам, ресторани, го нема тоа што го напоменавте, што го имало порано. Каков е вашиот став во однос на ова? Па ако кажам дека 36-та година некаде па навака имало и нудистички плажи во кои жените оделе на Вардар и Катланово, некако се добива впечаток дека по социјален и подруштвен бил животот во тој период меѓу двете војни и по војните, отколку денеска. Може би самото денешно време во кое ние сме преокупирани преку денот, дека едноставно немаме слободно време, дека сабота и недела и викендите гледаме да ги поминеме надвор од Скопје, е токму тоа да едноставно нема каде нема
ono интересно поминување и едноставно излегување ван својот дом дека постои. Еве го гледате, Сара е празен, едноставно нема луѓе, прекрасно место и за деца и да се играат и да поминат да е поладно, да им е поубаво. Има тука еден ресторан во кој може и да се купи јадење, не мора да се понесе, да кажеме, да се седне покрај Вардар и треска и навистина исто со многу дрва, многу сенки. Е убаво, не мора да се бања, ама може да се седи и да се помине еден во ден. Ги напоменавте нудистичките плажи на Вардар и во Катланово. Кои се други плажи биле познати на Вардар? Војничка, ако не се лажам, руска, детска плажа. Имало, мислам дека околу 9 плажи имало на тој дел од Скопје и дека скопјаните едноставно можеле да. Може би е интересно да се напомене дека Вардар во тој период имало еден островче на кој во тоа време исто се одржувале конјски трки, што може би исто така правело да Скопје биде интересно како нешто каде што имате да го поминете денот. Го знам овој податок, дефинитивно интересен да се напомене. При самиот крај, напоменавме за некои убави времења со кои може да се каже дека нема споредба со ова сега, но според вас, каде сега Скопјани би можеле да ги поменат овие топли денови, да се присетат на тие стари денови, или тоа е невозможно? Мислам дека е невозможно. Е, отворен е паркот, е убав за еден излет. Базените кои ги напоменав се во некој свој редослед на деца кои пливаат или ватерполисти кои тренираат, едноставно е период кога не е за обичен граѓанин и со самото тоа вие не можете во секое време да отидете да се избањате, него едноставно кога тоа е возможно. Мислам дека е тоа во попладневните часови, меѓутоа е на некој начин премалку за да може да покрие потребите на скопјани. Едноставно и да отидете таму е многу гужва, не е она што можете да го направите заради едно пливање во водата, не е нешто што ве тера да отидете на тие базени. И навистина скопјани немаат каде да отидат преку неделата за да може да се освежат. Да се надеваме дека тоа нема да остане така, дека нема да се сеќаваме само на оние стари денови, барем јас не можам да се сетам, нете повозрасните генерации. Ви благодарам многу за одвоеното време и се надевам ќе имаме повторно можност да раскажеме ни вакви убави приказни на гледачите. Па јас се надевам дека ќе се свестат дека скопјаните треба да имаат базени. Во најаве, например, во Ѓорче Петров, кај што живеам, дека ќе се изгради базени и се радувам дека ќе има можност некаде да отидам да пливам. Реновирање на старите базени и отварање нови е навистина потребно, бидејќи Скопје има многу граѓани, многу потреба да некаде се издуваме на вода. Така ви благодарам уште еднаш. Дефинитивно ни се потребни со оглед на тоа дека скопјани немаат каде да ги поминат летните горештини, но тука е спортско-рекреативниот центар Сарај, како што напоменавме дел податоци за него и каде што се наоѓаме на лице место, но секако ги потсетивме, верувам, и повозрасните гледачи за тоа како скопјани го поминувале летниот период поодамна. Од тука ќе ве поздравам и секако гледате повторно на лице место утре во новото издание Нутринска на Телма, но секако и идниот период со оглед на тоа дека повторно ќе имаме вклучувања со вакви интересни теми и интересни приказни.